Представници на медиумите, почитувани посетители, благодарам што дојдовте на вакво тешко жешко време на планирала на денешната трибина во организација на Институтот Павел Шатов. Како што кажав и во петокот да можеше Павел Шатов да биде денеска тука присутен, многу од работиве што се случуваат денеска ќе му беа добро познати и препознатливи. Темите ни се на тоа што се случува во македонското општество на сите ни се јасни. Политички прогон на сите што размислуваат за суверенитетот на Република Македонија, за поддршка на идејата за независна држава на македонците во овој простор. Свесни сме дека можеби нема идеја во Балканскиот регион која што толку интензивно, систематски, долготрајно била напаѓана низ вековите, ако сакате, како што идејата за независна македонска држава, толку разни страни, од толку разни комбинации, коалиции на соседни и подалечни држави, но и со, за жал, регрутирање на македонци, на луѓе од македонскиот корпус, убедувани, подплатувани, повикувани да работат за туѓи идеи, и за реализација на туѓи цели, се со цел да се спречи формирањето на независна, самостојна македонска држава, западно ориентирана и демократски ориентирана во овој регион. Овие денови сме сведоци на уште еден удар на оваа идеја, на обид на разнебитување на македонската држава и уништување на нејзиниот суверенитет и национален идентитет. Не е воопшто случаен ни тајмингот на станите кои што се случуваат и надвор од реализирањето нова полого време очекувано сценарио за политички прогон на партијата ВМРО ДПМН, денеска гостин во Република Македонија преговарач од зимето Митјо Нимец. Јасно е дека на организаторите на ова сценарио што се случува изминативе неколку години им се брза што е можно поскоро да ја завршат приказната, да ја завршат идејата со постоењето на македонска суверена држава, да ја стават под контрола и да ја разнебитат политичката партија која што е единствениот во моментов гарантор на идејата за независна и суверена држава, на македонска држава. И поради тоа сме сведоци како на правни бламирања, така на безбедносни закани и притисоци, медиумски хајки, специјална пропагандна војна против партијата ВМРО ДПМН и против сите родолюбиви македонци кои што во изминативе 3 години и подолго наназад застанаа во одбрана и во поддршка на идејата на независна и суверена македонска држава. Се соочуваме со едно сценарио кое што има сериозен потенцијал да предизвика големи безбедносни импликации, како во Република Македонија, така и во соседството, но и пошироко. Сведоци сме дека веќе представници на новата, под сомнителни околности, формирана македонска влада отворено зборуваат за отворени граници, отворено даваат коментари кои што јасно покажуваат дека се порачени од други соседни главни градови, од прифаќањето на Тиранската платформа до нивните отворања на најави дека ќе виткаат кичмата во преговорите со Грција и конечно настапот кон соседна Бугарија. Јасно е дека се тоа го потпалува национализмот околу Република Македонија. Остава впечаток дека Република Македонија е оставена без внатрешна заштита, дека македонскиот идентитет, територија, суверенитет, дека сето тоа е ставено на маса, дека за тоа може да се преговара, сето тоа може да се продаде, да се купи за соодветна цена, што е исклучително опасна, безбедносно гледано и политички гледано опасна разврска за државата, за народот, но и за целиот регион. Значи сите што може потенцијално може да бидат вовлечени во оваа авантура, мора да бидат свесни дека не можеме да предвидиме во која насока ќе се одвиваат тамошните настани, ниту пак можеме да се подпреме на така наречените големи сили, дел од кои што отворено беа вклучени во започнувањето на оваа сценарио, дека ќе можат тоа што го започнале да го спроведат до крај, на безбеден начин, без поголеми регионални импликации, дека ќе можат да контролираат кризата која што ја започна. На оваа тема денеска разговараме со поранешниот министер за внатрешни работи и универзитетски професор Оливер Андонов и со
господјата Валентина Божиновска, истакнат политички коментатори, личен сведок на повеќе вакви ситуации во минатото. Ќе се осврнем и на улогата на медиумите во оваа ситуација, значи дел од притисоците се безбедносни, дел се судски, но во голема мерка настаните во изминатите 3 години се одвива и преку медиумската сцена и преку една специјална пропагандистичка војна која што се водеше како против партијата ВМРО-ДПМН, така и против целата Република Македонија. Ќе бидам отворени за прашање од ваша страна. На почетокот би сакал да му дадам простор на господин